Најава за денешните настани. Официјално предадена во употреба новата фотоволтаична централа во Средното економско училиште Свети Кирил и Методиј во Охрид. Со стручно образование до полесно вработување. Комисијата за заразни болести со препорака повторно да се носат маски во здравствените установи. Македонија домакин на светско екипно првенство во шах за сениори. Моќен говор на Зеленски пред Генералното собрание на Обединетите нации. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност и топло со максимални 27 степени Целзиусови, а во текот на ноќта кон четврток ведро со локална облачност и топло. Утре во југозападните, западните, северозападните, централните и северните делови на Европа умерено облачно и нестабилно со дожд проследен со ветер, услови за слаби локални врнежи од дожд и на Пенинскиот и на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа сончево со локална облачност и топло време. Во северните и источните предели на Балканскиот полуостров во четврток умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици. Во останатите делови од Балканот претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на полуостровот од 22 до 30 степени. Во Македонија во четврток претежно сончево со локална облачност и надпросечно топло време за овој период од годината попладне, локално во југоисточните, источните и североисточните делови услови за слаби локални врнежи од дожд. Кидува југоисточен и југозападен ветер, минималните од 10 до 19, максималните дневни температури утре во Македонија од 23 до 32 степени. Во Охрид во четврток сончево време ќе има локална облачност, ќе биде топло, минималната 14, дневната 26, а во петок и сабота сончево и надпросечно топло, минималната 14 односно 15, дневната 28 односно 29. Во недела умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд, минималната 14, а дневната 25 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Официјално предадена во употреба новата фотоволтаична централа која за потребите на Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи во Охрид ја донираше компанијата Окта АД Скопје. Градоначалникот Пецаков најави дека планот е сите училишта да добијат вакви централи со цел зголемување на енергетската ефикасност и секако намалување на трошоците за електрична енергија, кои се и еден од најголемите финансиски проблеми на образовните установи во градов. Потопли училници за учениците и помали сметки за струја за Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи од Охрид. Денес беше ставена во употреба новата фотоволтаична централа која за потребите на училиштето ја донираше компанијата Окта АД од Скопје. Градоначалникот Пецаков се заблагодари за донацијата на Окта и најави дека планот е сите училишта да добијат вакви централи со цел зголемување на енергетската ефикасност и намалување на трошоците за електрична енергија, кои се и еден од најголемите финансиски проблеми за образовните установи во градот. Со реализација на овој проект ќе се постигне значајна заштеда на енергија и ќе се намалат трошоците на училиштето, што секако за нас има големо значење, бидејќи со тоа остануваат повеќе средства за подобрување на други аспекти од образовниот процес. Ние како општина имаме потенцијал да ги сервисираме буквално секој еден објект што е во собственост на општина Охрид, кога ќе кажеме сервисираме да поставиме фотоволтаични централи. Тоа веќе го започнаме со физибилити студија, која што откако ќе заврши ќе пристапиме кон добивање на одобрение за градба, односно поставување на фотоволтаици. Централата е со моќност од 22 киловати, чини од 15 до 20.000 евра и ќе биде на дополнување на новиот систем на грејење на училиштето преку топлотни пумпи, кој значително ќе ги намали трошоците на оваа образовна установа, а ќе придонесе и за заштита на животната средина. Фотонапонската централа, нејзиното проектирање, поставување и комплетна донација од страна на компанијата Окта АД Скопје е вистински пример за општествена одговорност, рече доктор Ристо Јаневски, директор на енергетско планирање и развој во Окта. Подвлече дека реализацијата на овој проект е заеднички напор на општината, на училиштето и на Окта, а самата постапка на поставување на фотоволтаици не е едноставен процес. Но незиното значење е големо, затоа што долгорочно се обезбедува замена на дел од онаа енергија што троши ова училиште. Можеби таа постапка е малку подугачка, меѓутоа ова затоа ви спомнав. Ова е класичен пример каде што со добра организација, со правилно изработен проект и со комуникација и со правилно планирање на сите работи и таа постапка брзо се истерува, конекцијата со Евано. Трошоците за електрична енергија, кои особено во зимскиот период знаат да бидат навистина високи, се еден од најголемите финансиски предизвици на образовните установи, вели Ристо Јанковски, директор на Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Со оваа централа се очекува овие трошоци да се намалат за околу 50%. Годинави сега со изградбата на новиот систем за
за грејење, каде што ќе се грееме на електрична енергија, мислам ги производство на електрична енергија, значително ќе се намалат сметките за струја и мислам дека ќе имаме еден нов економичен систем на грејење оваа година. Инаку до крајот на годинава ОКТА планира да отпочне со изградба на фотоволтаична централа во кругот на рафинеријата со моќност од 12 мегавати, со што ќе го збогати своето портфолио во делот на искористување на обновливите извори на енергија. Стручното образование е се поатрактивно за средношколците. Причини за зголемениот интерес, потребите на пазарот на труд и бенефитите од дуалното образование во стручните училишта. Во средното стручно училиште Нико Нестор во Струга годинава се запиша 400 ученици. Средното стручно образование станува се поатрактивно за младите. Потребите на пазарот на трудот и бенефитите од дуалното образование во стручните училишта се причини за зголемениот интерес. Ова учебна година во стручното училиште Нико Нестор во Струга се запишаа 400 ученици, со што се пополнија сите паралелки. Од 7 струки – градежно-геодетска, медицинска, економска, хемиско-лабораториска, прехранбена, електроинформатичка, најголем интерес има за архитектура. Најголем интерес имаме за архитектонскиот техничар, односно за струката архитектура. Се поголем и поголем е интересот, добра конкуренција на ученици. За 34 места ова учебна година конкурира 65 ученици, од кои сите со многу добар и одличен успех. Учењето низ пракса во локалните компании придонесува за полесно вработување на стручниот кадар. Профилот прехранбен техничар ни е дуална паралелка и текстилниот техничар ни е дуална паралелка од ова учебна година и економскиот техничар е веќе дуална паралелка. Така да се трудиме што повеќе да продлабочиме соработката со сите компании во Струга и Струшко, се со цел за после 4 годишното образование веќе на фирмите им понудиме стручен кадар. Во средното стручно училиште Нико Нестор во Струга од година во година се зголемува бројот на ученици, што е уште една потврда дека расте интересот за стручно образование кај младите. Зголемениот интерес за стручните училишта е резултат на побарувачката на пазарот на трудот, на струки и профили кои се добро платени. Завршен настан на 5-тото издание на културолошката иницијатива 5 до 12 во сабота 23 септември со почеток во 20 часот. Една невообичаена староградска вечер на културата на специјална локација на отворено музејско-културниот центар Лапидариум. Богатата агенда на настанот ги содржи сите облици на уметност, велат организаторите. Творештвото на еден автор, изложба на слики и фотографии на охридјанецот Ѓоко Симјановски, танци изведба на соната од Охрид, Виспер со всерените музичка изведба на Кристина Љушковска на флејта, имам нешто да ти кажам, поетско читање. После час и половина дискусија, Комисијата за заштита од заразни болести реши повторно да препорача до Министерството за здравство и министерот да се побара задолжително носење на маски во здравствените установи. Препораката не важи за јавниот превоз и домовите за стари лица, а препораката ќе биде неформална за носење маски во аптеките. На инфективната клиника во Скопје се хоспитализирани 7 лица, а досегашниот број на заразени во минатите 30 на дена е 112. Се уште нема доволно инфективен материјал за да се утврди дали станува збор за ерис подваријантата или друга подваријанта на SARS-CoV-2 вирусот. На располагање се 50.000 вакцини од Министерството за здравство, па се препорачува старите лица, особено оние со други хронични болести, да го бустираат својот имунитет, кажа доктор Злате Мехмедовиќ, координатор на Комисијата за реформи во здравството. По деталните анализи кои што ги ни правивме, и беше прилично долготрајна дискусијата, траеше околу 1 час и половина, речиси, дискусијата. Комисијата за заразни болести донесе една препорака која што се однесува на повторно користење, задолжително користење на маските во здравствените установи. И тоа е со цел да се минимизира можноста за пренесување на заразата во здравствените институции, таму каде што имаме особено вулнерабилни групи кои што можат да бидат подложни на тешка компликација како резултат на инфекција со SARS-CoV-2 вирусот и кај кој што може да се јави летален исход. И од тие причини Комисијата за заразни болести реши повторно да препорача до Министерството за здравство и до министерот да се стави таа одлука, односно да се
да се побара задолжително носење на маските во здравствените установи. Од 18 до 28 септември Шаховската федерација на Македонија е организатор на светското екипно првенство во шах за сениори. Ова е прво надпреварување од светски ранг кој е доделено на Шаховската федерација на Македонија по Шаховската олимпијада во 1972 година. Првенството се одржува во хотел Изгрев во Струга. Од 18 до 28 септември Шаховската федерација на Македонија е организатор на светското екипно првенство во шах за сениори. Организацијата на ова престижно светско надпреварување е доделена на Шаховската федерација на Македонија како резултат на долгогодишното успешно работење и успешна организација на голем број меѓународни шаховски настани. Воедно, ова е прво надпреварување од светски ранг кој е доделено на Шаховската федерација на Македонија по Шаховската олимпијада во 1972 година. Свеченото отварање на првенството се одржа на 18 септември во хотел Изгрев во присуство на голем број гости, шахисти и официјални представници. Првенството се одржува во две старосни категории за шахисти, и тоа постари од 50 години и шахисти постари од 65 години. На истото учествуваат 48 екипи од целиот свет, вкупно 220 шахисти, меѓу кои 37 велемајстори, 2 женски велемајстори и повеќе од 100 титулирани играчи. Партиите се играат секој ден во конгресната сала на хотелот Изгрев со почеток во 15 часот. Салата е отворена за посетители и за сите љубители на шахот кои сакаат одблизу да го следат првенството. Македонија има 4 екипи пријавени на ова првенство. Партиите ќе се играат на електронски табли и истите ќе се пренесуваат во живо на YouTube каналот на ФИДЕ, Интернационалната шаховска федерација. Свеченото затварање ќе се одржи на 28 септември во 20 часот во хотел Изгрев, информираат од Македонската шаховска федерација. Јавното предпријатие Охридски комуналец оваа недела спроведува акција за чистење на магистралниот пат Охрид-Светинаум. Од предпријатието апелираат за поголема одговорност и еколошка свест во улогата на секој поединец за зачувување на природата. По завршување на екот на туристичката сезона, јавното предпријатие Охридски комуналец реализира акција за собирање на расфрлани отпадоци покрај коловозните ленти од магистралниот пат до Светинаум. Се подигнува тешко разградлива амбалажа, лименки, пластични шишиња, стаклена и картонска амбалажа и друго, кои оставаат печат по околината како последица на нечие самоволие и несовесно однесување, велат од предпријатието. Поради должината на делницата, акцијата ќе се одвива етапно цела работна седмица. Од јавното предпријатие Охридски комуналец апелираат за поголема одговорност и еколошка свест во улогата на секој поединец за зачувување на природата. Следуваат вестите од светот. Украинскиот претседател Володомир Зеленски вчера одржа важен говор пред светските лидери во Генералното собрание на Обединетите нации. Во странскиот говор во Њујорк Зеленски рече дека Русија, која е вооружена со нуклеарно оружје, мора да престане да го турка светот во последната војна. Исто така ја обвини Русија дека се, од храна до енергија, претвора во оружје. Руската инвазија на Украина, подсетиме, предизвика широко распространета осуда од огромното мнозинство земји во светот. Во говорот кој во голема мерка се фокусираше на опасноста која Русија ја представува за светот, тврдеше дека другите заеднички предизвици како климатските промени можат соодветно да се решат само што Москва биде потисната. Министерството за одбрана на Азербеџан утрово објави дека ги продолжува антитерористичките операции во Нагорно Карабах, додавајќи дека нема да сопре додека не се предадат силите на етничките ерменци кои живеат во оваа енклава. Непризнаените власти на Нагорно Карабах соопштија дека намалку 27 лица загинале во нападите, вклучувајќи 2 цивили. Азербеџанското министерство за одбрана соопшти дека уништиле ерменска војна опрема која се наоѓала во Нагорно Карабах, вклучувајќи војни возила, артилерија и антиракетни системи. Азербеџан и Арменија војуваја за Нагорно Карабах на почетокот на 1990-тите години, кога беа протерани азербеџанските власти и населени од оваа територија. Во 2020-та, во новата војна, Азербеџан успеа да освои дел од површината на Нагорно Карабах, но војниците кои ги распореди Русија не успеа да го одржат мирот. Ерменските власти, како и жителите на Нагорно Карабах, стравуваат од прогон на ерменско население кои живее во оваа енклава. Ерменскиот премиер Никол Пашинијан го обвини Азербеџан дека започнал војна
воена операција за етничко чистење. Азербејџанските власти пак тврдат дека воените активности ги започнале откако најмалку 6 лица загинале како последица на поставени мини во вторникот, вклучувајќи и 4 азербејџански полицајци. Десетици крокодили кои побегнаа од фарма за размножување во Кина минатата недела по поплавите се фатени, објавија државните медиуми. Повеќе од 70 од овие влекачи избегале во близина на градот Маоминг во провинцијата Гуандонг на југот на земјата, искористувајќи поплавата која предизвика излевање на езерото по минување на тајфунот. Локалните власти почнаа масовен лов на крокодили, а државната телевизија покажа дека спасувачите користат јажиња за да го извлечат крокодилот од водата. Сите сиамски крокодили кои избегаа беа заробени, а последниот беше извлечен на брегот ноќта на 18 септември. Објавија медиумите. Меѓу избеганите крокодили имало 69 возрастни и 2 млади, пишуваат медиумите. Земјотрес со јачина од 6 степени по Рихтер е регистриран во близина на Джералдин во централниот дел на јужниот остров на Нов Зеланд. Според првичните податоци нема жртви или значителна материјална штета, но земјотресот најсилен во земјата годинава е регистриран утрово во 9 часот и 14 минути на длабочина од 11 километри. Земјотресот бил во близина на место каде во 2011 година во земјотрес со јачина од 6,3 степени по Рихтер загинаа 185 лица и беше предизвикана голема материјална штета во градот Крајстчрч на јужниот остров. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!